По вчерашниот скандал на детската лига, кога детската радост ја заменија родителските тупаници кои се разменуваа на теренот, се поставува прашањето како да се превенира неспортското однесување на спортските терени. Според граѓаните, децата треба да бидат воспитувани во спортскиот дух, да се честита на победникот, да се прифати поразот. Неспортското однесување е неприфатливо, особено кога доаѓа од родителите, од оние кои треба да дадат пример. Родителите да улетават на терен и да се тепат, тоа покажува дека немаме основна култура. Многу работи треба да се менјат, да се оправи работи, иначе вака не се оправи, тоа е. Родителите треба да не ги пуштат тука на утакмици со децата. Баш ја идам стално, внукот мој тренира и гледам родителите се бунат, они викаат, свират, цуват по децата. Тоа не е добро. Децата се деца, растат, гледат и учат од родителите. Тие треба да го почитуваат присуството на публиката. Кој да победи, да му се честита. Кој да изгуби, да му се поклони внимание. Мора да биде присутна полиција, мора да има редари, како што е на Западот. Спортот треба да обединува и да воспитува. Законот донесен во 2004 година во Собранието е за да се превенира и репресира девијантното однесување. Но во ниту еден момент не бевме свесни дека ќе се пренесе во детска младинска лига, вели професор Анастасовски. Потенцира дека родителските неискористени потенцијали не треба да се манифестираат на децата. Законот беше долги години неупотребуван во нашата држава. Се додека состојбите ескалираа во спортот и не наметна во еден европски кампус како заедница која не е цивилизирана, што не е така во пракса. Државата ја согледа грешката во самиот закон, и тоа е нормално, се интервенираше повторно во Собранието, се направија серија измени кои што прекршочните одредби, значи казната, глобата, ајде така да ја наречам најпластично, ја зголемија драстично за секој оној еден кој ќе направи инцидент на спортски настан. Фудбалската федерација на Македонија го осуди инцидентот и најави дисциплински санкции.